Добро утро и од мене. Јас можам слободно да рачунам дека е понеделник со оглед на тоа дека денеска барем тука ми започнува неделата. Верувам дека ќе имаме супер дружба и што е најважно ќе имаме промоција на одлична музика со кого друг ако не со Стефан Величковски. Некако го снема последниве 2-3 години. Тоа не значи дека не беше активен, напротив, постојано на свирки и настапи, приватни забави и така натаму, но еве го повторно се враќа со нешто ново, авторско, и тоа во чест на роденденот на неговата ќерка, а песната ја напиша заедно со сопругата. Така што ова ќе биде, верувам дека еден многу интересен фамилиарен разговор и ќе го запознаеме Стефан Величковски и од другата страна, односно и во улогата на татко. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Валентин. Како си, добар ли си? Одлично, поздрав до гледачите на ТВ магазин. Ти благодарам многу, не сме се виделе стварно долго време. Да, се немаме видено едно добри 7-8 години сега. Многу време. Да. Се промениле многу работи во меѓувреме? Многу нови работи, да. Семејство, нели, дете, многу турбо живот, да кажам, работа, приватни некои работи. Така, од музиката не се откажа, од музиката цело време сум со музика, цело време настапувам, не сум се откажал од тоа, никогаш нема се откажам. Ама некако се тргна од социјални мрежи, од споделување и така натаму. Не, бев на социјални мрежи активен. Некој знае колку, но бев активен, значи секаде каде настапувам, нели, свадби, прослави, клубови, кафани. Така. Ми имаше цело време, но еве сега решив да малку да се посветам на авторска музика, бидејќи ми фалеше стварно. Верувам дека е така. Сакав да снимам нешто мое, нешто ново, бидејќи не сум снимил, но добри 6-7 години. Одлично. Ми кажа дека почне во теретана, верувам дека и таму се загреваш пред да почнеш да вежбаш. Да, сакав, вежбањето ми е убаво се чувствувам кога вежбам и ми е релаксирачки некако. Одлично. Тука нема да те терам да се загреваш со склекови, ама сакаш? Може. Колку 10-15? Може, одно. Ајде после емисијата нека биде, ќе те загревам на друг начин, ќе имаме една интересна игра. Да. Во рок од 60 секунди ќе треба да ја дополниш реченицата со она што прво ти текнува на памет. Ајде. Дали си спремен? Да, секогаш. Ајде, режија, дали имаме 60 секунди? Може, како дупер. Како татко, најгорд сум кога? Како татко најгорд сум кога... Брзо. Ќе видам дека сум направил се во животот, сум постигнал се во животот. Моите деца најчесто ме убедуваат да... Моите деца? Да. Моето дете ме убедува... Да. Моето дете ме убедува да бидам добар татко и да не бидам толку строг. Најтешко ми е да кажам некога. Најтешко ми е да кажам некога... Не сме да... Пример, Зорана не сме да јаде нешто што не сме. Аха, кога ќе влезам дома по настап, најпрво? Најпрво ги гушкам Зорана и сопругата. Најголемиот хаос дома настанува кога? Кога не сме дома. Кога не сте дома. Мојата супермојка како тато е? Да видам сега што кога треба за сопругата и за Зорана. Тешко иде загревање. Тешко иде. Овие прашања се некако најтешки. Да, ме изненадија, ти кажеш. Да. Имам уште многу, ова беа само дел, ама ајде низ разговора верувам дека ќе ги поминеме дел од нив. Велиш дека не треба, најтешко ми да кажам некога. Да, ама се договараме некога, знаеш, има некој компромис. Се обедуваме, па ајде тато после тоа, па утре, сега е рано, знаеш. Так, и објаснуваш ли зошто не треба да ги јаде одредени работи, затоа што велиш? Да, ја објаснуваме, јас и Јана ја објаснуваме зашто не сме, зашто тоа нели нормално е помала и кога ќе порасне, ќе може да ги јаде тие работи како помала, нели, ради највише ради здравието. Так. Ама ета, највише сега за желно за сладолед. Тато купуваме сладолед. Секој ден се бара сладолед и гледаме некој ден да отстапиме од тоа. Аха. Да направиме мала пауза, да не биде секој ден сега, да не стекнеме некоја навика. Так. И нешто друго, па сопче, па грицки, па... Комбинираме, да. Тоа се сигурно дел од предизвици кои што ги имате. Да, па секој ден е нов предизвик. Колку години направи? 4. Сега на 19 јуни направи 4 години.
И спотот и песната нели ги промовиравме баш на тој ден и тој фактички тоа е како еден поклон за неа. Как сватили дека тоа е нејзиниот порок? Како ја објаснивте? Знали дека таа песна е за неа? Да, она сваќа со секој поминат денона се повеќе расте, се повеќе се развива, се повеќе сваќа и еве и песнава ја знае више на памет, ја пееме заедно. Да, ја пеели. Да, снимаме пред некој ден и едно видео на Инстаграм. Аха. Јас на синтесайзер дома и она по мене си ја пееме заедно песнава и брзо учи, да. Ова значи дека Зорана е музикална, барем од твое искуство до сега, како ти изгледа? Ја пратам цело време како се развива со музика, како дали ќе сака евентуално за понатака да се занимава со музика. Попемнува нешто, памти многу текстови. Тоа е одлика на Ана. Она многу памти, многу. Она може сега да напишеш текст вака две реченици, одма го памти. Сварно. Така да таа е некоја интелигенција и да не случајно со Ана ве споја текстовите? Како се запознавте? Па ние се запознавме така случајно преку некои наши добри пријатели. Да, не запознаа, излегуваме така на вечера. И некога не се вклопи енергиите, таа хемија меѓу нас и многу брзо стапиме во брак, нели? Така после некои 3-4 месеци врска. А сварно? Да. Тоа е многу брзо. Многу брзо беше. Тоа е многу брзо. Значи знаеме дека сме еден за друг. Нема бегање, тоа ние не бевте во двумење ниту двајцата, што толку кратко време. Никако, не секунда. Ја поборав во Истанбул, таму беше за працувањето. Аха. Најромантичен ручек. Беше изненадена? Да, па нормално, не очекуваше предпоставка. Мислам дека не очекуваше толку брзо, да. Но јас бев сигурен во тоа, дека сакам и така биде жената до крајот на мојот живот. И така се склопија тие работи. Мислам беше тој емотивен момент. Интересно. Имаше помош од некого за запросувањето кога веќе фативме темава? Па помош имав од мојот кум Рашо кој работи Златара, работи со злато, продава злато и оттаму го бив прстенот. Таму го одбрав прстенот. Биравме прстен, некој време викам не, тој ми се свија, тој го земам и така ми помогна за тој дел, да кажам. Така, предпоставам дека тоа беше голема возбуда, не очекувам нешто за неа. Да, голема возбуда беше, дури се тресеше раката на од возбуда. Јас бев така исто возбуден, заедно двајцата солзи на очи, срекни, дека идеме цел живот заедно и Интересно. Еве сега имате Зорана. Сега имаме Зорана, да. Баш плод на љубов и имате оваа песна. Баш наш плод на љубов. Тоа е душа на мама и тато. Имам се, нели тоа е новата песна? Имам се. Доволно мислам дека кажува и самиот наслов. Тоа е насловот и самиот се кажува дека имам прегубава жена која сакам највеќе на свет и Зорана, која е плод на нашата љубов. Одлично. Ќе го видиме спотот, ќе ја слушнеме песната и ќе се вратиме со детали, може? Да, може. Ајде. Ете така, ова е песната која што е посветена на неговата ќерка. Како си поминавте на снимањето на спотот? Многу ме интересира Зорана, сега таа ни е главен лик. Да, она е главна. Како реагираше? Беше ли свесна дека снимате нешто што многу луѓе ќе го видат, дека работите на интересно беше нешто ново, дворче со базен. Па малце беше тешко да го убедиме да снима, па ми се спие, па ми се јаде, па ке се измори. Па дај некој дел кој што е поинтересен, има еден дел со каде што трча со куќето. Тој дел е најинтересен. Тато вика, сакам да снимам со ова. Таму уживаше. Цело време со куќето, да. А чува куќето? Што многу сака куќиње и мачиње и сака да си игра. И тој дел мислам дека беше најонака омилен. Да, друго малце беше на тегање нормално сега. Она е дете. 4 години дете. Да. Сака и да одмори, сака и да едноставно карактер, знаеш, кој рече не. Ама еве сега на некого се убедуваат полесно, се договараат. На кога е повеќе по карактерот? На Ана. На Ана? Да, што значи тоа, каква е Ана?
Па некако како рече, значи сигурно во себе како рече го правам ова, го правам до крај. Нема откажување, одиме напред. Мора тоа да биде, да го направиме, да биде како што треба. Значи упорност. Упорност, да, многу упорно. Да, исто и јас сум упорен, да. Во еве да речеме музика и во други работи. Особено и за бизнис еве кога веќе работиме и со игротеки, она е баш упорно во тој бизнис. И одиме до крај, нема откажување. Кој е подобар бизнисмен? Ана? Кој повеќе знае да биде во дилема за одлука? Па јас малку, да. Некојаш, па дали да пробаме да тоа да го работиме. Ана вика, ајде ќе пробаме, вика нема што да изгубиме, знаеш. Зашто да не пробаме да работиме нешто? Да видиме како ќе трне, а па ако не трне, тоа е. Здравија Боже, живи и здрави. Тоа е добро. Тоа е добро, нели кога има баланс од двете страни. Ама има баланс, да, тука се договараме, согласуваме и мислам дека има баланс некој. Меѓу нас и лесно се договараме и тргаме заедно во нови походи, нови победи. Тоа е супер. Не те прашав, имате ли миленик, затоа што рече дека Зорана многу сака и кучиња и мачиња? Сега немаме, сакаме маче да иземеме, ама се двумувам, знаеш, дали маче или куче. Поише сме за маче, знаеш, е помирно и се нешто си лежи. Помалку обврска. Да, помалку обврска, али голема обврска е секогаш на милениче. Апсолутно. Ама и љубов истовремено, така што... Да, се врзуваш некако за животинчето. И некој ти станува и навика и како уште еден член во семејството. Апсолутно. Па ништо ако на Зорана годинава и подаривте песна, тогаш година следува маче. Па ќе видиме, така, ќе се договориме за тоа. За следниот роден ден. Кажи ми, кога веќе сме на семејната релација, нели бидејќи оваа песна е токму тоа, што научи од како стана татко, ме интересира. И од како стана сопруг, нели? Кои се оние работи кои што се освести и се промени? Да, па знаеш, во мој друг живот, нели, кога си ергени или и кога имаш семејство, нели, жена, деца. Секојдневието е различно. Секојдневието е различно, други обврски. Стануваш порано са бајле, Зорана се разбудила порано, ти мораш да станеш нормално. И да бидеш со неа, секојдневни обврски, да станеш, да испазариш, да, нели, за дома што треба, како треба. Научи да бидам поодговорен. И научи да бидам едноставно, ајде не се фалам, мислам дека сум одличен татко. Браво, тоа е добро, нели? Да. Треба да сме свесни за работите кои што ги... Да, ја обично не се фалам, ама треба другите да ме пофалам, мислам дека добро се наоѓам во ситуацијата на татко. Да. Со такво чувство и тргна во самата приказна, уште пред да бидеш татко, го имаше тоа чувство дека ќе бидеш добар татко? Па, со оглед на тоа дека сум одговорен, мислам дека стварно знаев дека ќе бидам добар татко и се наоѓам во таа улога како што треба. Поделени ли сте со улогите по дома? Односно чистење, готвење, јадење? Па во последно време сме заедно работиме, чистење, јадење, се заедно работиме, бидејќи така сме некое време на турбо живење, нели со бизнис. И гледаме да ги завршиме обврските заедно, што побрзо, без некоја мака, да кажам, поединечна, да поделиме се како што треба и да биде фино, онака, убаво. Заеднички, тимски. Заеднички, да. А кој е задолжен за успивање на Зорана? По последно време само се заспева. Аха. Бидејќи нонстоп сме излезени, нели, игротека работиме, и нонстоп сме надвор излезени и она, да кажам, што знам, 9:30, 10 веќе вечера и веќе е заморена и така само ќе погледам малце телефон нешто или ќе се разговараме, некоја песничка и веќе подготвена за спиење. Така, да помислив дека ќе му кажеш јас дека и пеам пред да заспиев. Па и пеев кога беше 1-2 години тука, нели, како помалечка. Да, помалечка како бебенце. И пеев некои така приспевни песнички, знаеш, ке се замижи, убави доаѓа, нека балади така, убави нежни песни и се заспива, убави беше. Така. Цело време со музика, нараста со музика, цело време со нас. Да, тоа Дома е се пее, интересно. се свири. Тоа значи дека е слободна, мислам, во тој дел, нели? Буквално
Да, предпоставам дека оној срам детски така натаму го нема, нема бидејќи дека тој научена. срам, да, се изгуби во неа срамот и полека почнува да, сама знае и она да се запеи на синтесајзерот да се отсвири нешто. Фаќа вака некоја нота. Да, фаќа. Во последниот период ја учам полека да свири основната скала. И гледам дека полека ги мести прстите како што треба. Интересно. Ќе видиме. Дали може би Она ќе одлучи за тоа што ќе биде, така. нели, понатака. Дали може би планираш да Зорана да иде во школа, во музичка школа, музичко? зборувам, да. Дали би сакал да тргне по твој пат, бидејќи кај музичарите малце е поделено. Едни викаат да, баш Да, не биле тежок е тој среќни, пат, да, ама други музички, викаат ама само да не е во музика. Ако она сака многу да пее и сега на поточиња да пее. На овој детски фестивал ше. Така. Тато ќе ме носиш на поточиња, сакам да пеам, да ми напишете песна и таму си менали граници за од кога да почна да пее. Од 5 години му. Викам тато од 5 години ќе. Па јас века сум голема. Сега чека сакам, 5-та да. година. Ајде, викам кога наполниш 5 години, ќе тато и мама ќе те носам на поточиња, ќе ти напишеме песна и па се најдам дека дете го има нешто талент во неа за пеење, за Така. ако сака да продолжи за пеење, нека продолжи слободно. Така. Од оние неколку интересни прашања кои што ги имав подготвени и за играта, ме интересира што е најромантичното нешто што си го направил, например, за сопругата, без посебен повод. Без посебен повод знам да после настап и донесам некој цвеќе. Да, нека ружа, нешто така. Или било што, например, знам да и купам некој подарок, така, што знам. Без повод, нели како спонтано, баш да. спонтано. Без повод, така ќе ми дегне, некој подарок за неа. Така. Ако твојот семеен живот беше песна, како ќе се викаше? Како ќе се викаше? Како се викаше песнава? Да. Среќа. Среќа. Што сакаш твоето дете еден ден да каже за тебе како татко? Дека сум бил грижлив татко, дека секогаш сум бил покрај неа и дека секогаш убаво сум ја чувал. И сум ја воспитувал. Тоа е веќе добро. Сега веќе добро се загреа со прашањава, готов. си одличен. Кој има последен збор која станува збор за нова песна, со оглед на тоа дека ете со супругата веќе започнавте заеднички тимски? Заеднички тимски работиме и заедно се договараме каква да биде наредна песна. Сега ова е балада. Имаме спремно веќе еден летен за нас, да кажам, двајцата хит. Значи многу веруваме во таа втора песна. Тоа ќе биде нешто сосема различно, Тоа е нешто, да, различно, некој регетон, летна песна, певлива, со ударен рефрен, што ќе се памти. Мислам дека и младиве доста ќе го пеат и онака влага уво. Значи, прва песна си рефрен влага уво и така се договараме и наредно што да биде. Значи влеговте во шемата како на музичарски веќе сме тимски. Так. Влезени и се договараме која наредна песна да биде, како ритам да биде. Случајно излезе со работката со супругата, со гледната дека таа е надарена за пишување таа е надарена за текстови. пишување, да, и вика ќе напишеме текст, па знаеш, одете се Зорана малку прошетате, вика 20-30 минути, оставајте ми слободен простор. Јас се Зорана, отидоме до маркет, мислам нека како беше. И ние за некој пола сат јас се вратив дома и веќе го имам текстот на имам се. Значи тогаш бил кликот на Да, и вика, буквално. еве ми оставите слободен простор, тишина. И ете, за колку време она напиша. Коригираше ли ти нешто во текстот или не? Ништо не коригирав. Тоа. Мислам дека едно зборче само коригиравме. Так. Тоа беше и договор со Иле Спасев, кој го правеше аранжманот. И така, иначе текстот си е совршен, мислам дека немаше што да се коригира. Секој збор си е на место. Таа емоција треба да се преслуша убаво, знаеш, кога преслушаш убаво текстот, полека, фино. И баш онака кога се пронајдеш во текстот и тие зборови емотивни за дете, за Така баш онака се семена. премногу емоција, ја вложив и поењето. Пењево емоција, музиката емоција, значи преемотивна песна. Интересно. Зошто сте чекале до сега? Не кликнало за да направите нешто заедно или? Или не сте ни помислиле? Кој иницираше така Пред нешто? некој период се договараме дека мајде да снимиме нешто ново, авторско. И викам мајде
бидејќи нели се знаеме со композиториве, па ајде ќе идеме кај Иле Спаса, па денес утре, знаеш, се работава со библиотекиве и ете кликна, нели, текстов се погоди. Музиката и текстот го напиша Ана, музиката заедно ја правиме. Имаше некоја мелодија Ана во глава, јас тука и помогнав, нели, со хармонии, со тие музички, да кажам, од стручен аспект. Так. И седнаме на клавир, не средивме музиката, кој ќе ја прави, или собствено ќе ја прави, му се јавив Иле, или имам музика и текст готови, дојдете кај мене, му го средив демото, го направивме и... Значи се онака глатко буквално на прва. Па да ти кажем убавниот, да. Дај Боже да продолжи понатака со работа. Како подмачкана се вика тоа, нели што би рекле народски. Стефан, многу мината паметот по звездите на Грант, кога се појави во далечната, ќе кажам, 2000, па 2 години на поред, 2017-2018, так. 2018-2019. Так, тоа е поминало доста време. Да, доста еве и луѓе. Ти беше ли тоа вака една добра одскочна даска во тој период? Ти помогна ли реално во однос на имиџот твој, на рекламата и така натаму? Да, имаше добра реклама и добра соработка, нели, втората година беше под менторство. Бев на Вики Милковиќ. Заедно работевме, одличен тим. Таму пробав, нели, да продолжам со кариера, но што знам, некако имавме многу работа тука, па тука продолжи да снимам, па викам ајде нека помине некое време и не сакав да остане тоа, знаеш, само Звезда Гранде и толку, и сега никад не е касно, 45 години. Така. И сакав луѓето да ме паметат по, нели, авторска музика сега што ќе следува. Бидејќи еве ден денеска ме среќаваат луѓе дали, не знам, секаде во градот, дали во Ротека. Еве во Ротека мислам случајно, некој го дојде ми кажат: "Да пееш на Звезда Гранта?" Да, пеев 2019. И уште го памтат, 6-7 години веќе памтат. Така. Што сум оставил добар впечаток, мислам дека и добро одбрани песни, добар тим. Би се вратил Одлично. пак на овој надпревар? Па разговарам и со Ана за тоа дали да... Не знам како е со старосни граници таму, не знам како е со годините, до кога треба, што треба. Мислам дека на 40 треба да се распрашам да видам. Ти колку се сега? 40. Точно. 40. Да. Не знам како е со старосни граници, правиме моабити за Ако тоа, не, дали никад не е касно, не ти бега. да работиме авторска музика и тоа, Так. па ќе видиме. Како викаат, никад не реци никад, Баш. па Баш. ќе видиме како ќе биде. Добро е. Ако не, никад не е касно, е тука. Па никад не е касно, е тука. Што се секираш ако не е до 40? До 45 авторска музика ќе има нон-стоп. Одлично. Тоа значи дека си тип кој што повторно би се пријавил на некој ваков музички предизвик. Па зашто ако има прилика зашто не убаво да се појавиш, гледам дека и гледаноста е добра, го пратат цело време гледаат. Така. Да, Звезда Гранда. Излегуваат и соработки. Има сега соработки малку доста. Да, Србија, многу луѓе запознав таму во Србија. Така. Имаше некои настави таму, композитори, новинари. Некако и со други пејачи што разговараме на темата македонски пејачи во Србија, сите викаат дека многу е тешко. Не дека не сте прифатени, Мислам дека меѓутоа треба многу е да затворен пройде нека кругот. година, две-три, да се појавиш на 2-3 години, да кажам, поред и да едноставно, што знам, и може треба да кликне и тоа и репортарски, и менторот да се погоди, и Многу работи. многу работи, да. работи, да. А мислам дека треба на 2-3 пати да се појавиш и да оставиш добар впечаток, да едноставно да запамтат како добар пејач. Така. Сега многу ти благодарам за гостувањето, брзо ни помина времето. Брзо ни помина, да. Нека се множат спотовите и песните, ги очекуваме новите материјали кои што ги снимаш сега. Очекуваме, да, веќе во изработка, веќе ми готова втората песна, таа, нели, брзо што и спотов ќе снимаме сега во недела, значи да речеме за 2 недели треба да искочи и новиот спот. Одлично, ќе го емитуваме и да. Тој во магазин како подржувачи на македонската музика. Поздрав до Ана и Зорана. Да се гледаме за убави работи. Дај Боже, се гледаме. Ето така, за крај ќе одиме, се разбира, со кого друг, ако не со Стефан. Уживајте во оваа песна за крај на денешното издание на магазин и не заборавајте, останете на Сител.